Продолжуваме на тема од здравството, овој пат со разговор во студиото, заедно со мојот гостин, кој што веднаш ќе го представам, ќе му посакам добар ден и добре дојде на магистер специјалист Бојан Богдановски, логопед. Добар ден, како сте? Добар ден, добро ве најдов, еден голем поздрав за сите кои не пратат во моментот. Убава можност денеска да поразговараме за тоа што се случуваше изминатиот викенд. Станува збор за логопедско-дефектолошко-психолошки конгрес, кој што се одржа и еве сега одлична можност да ги сумираме и импресиите и резултатите што се случуваше и што беше кој беше крајниот резултат на овој конгрес. Ајде генерално за самиот конгрес и неговото значење. Така, логопедско-дефектолошко-психолошкиот конгрес е моја идеја и на колегата Фити Гаспар, каде пред 3 години дојдовме до една идеја да се направи нешто што недостасува во Македонија, односно да има конгрес кој ќе ги собере логопедите, дефектолозите, психолозите и сите други кадри кои што се поврзани нели со овие дејности и проблематики, каде ќе се сподели стручно знаење како би можеле да подигнеме квалитетот на овие професии, како би имало размена стручни мислења, што секако има големо значење за пациентите со кои работиме. И токму за успешно представување на овој конгрес многу беа важни и предавачите, но и темите кои што ги има предавачите на самиот конгрес. Можеме ли да кажеме дел од нив? Секако. Предавач бевме јас, колегата Фити Гаспар, професор доктор Наташа Трајковска, професор доктор Владимир Илиевски, подполовник доктор психијатар Елизабета Петрушевски, професор доктор која што беше социјален работник Алма Тасевска. Целта беше да направиме еден микс од теми, односно од области, тоа е социјалната работа, логопедијата, дефектологијата, психологијата, психијатријата, односно еден мултидисциплинарен пристап кој што дава различен кадар на теми кои што се особено важни за децата, односно пациентите со кои работиме. И токму тој мултидисциплинарен пристап треба редовно да се применува во детектирање на здравствените проблеми, третманот и терапијата, затоа што не можете само од една страна да приидете на некаков здравствен проблем, туку потребно е да се опфатат повеќе сегменти. Дали сум во право? Апсолутно. Јас секогаш велам дека не треба да постои суета меѓу професионалците, односно медицинските лица, бидејќи на крајот од денот сите ние работиме за доброто на нашите пациенти, па затоа ако се сомневаме во некоја неспецифична, односно не секојдневна состојба, треба секогаш мултидисциплинарно да пристапиме како повеќе кадри, како би одбрале најдобра дијагностика и најдобар третман за оние со кои ние работиме. Тоа значи дека подобрување на пристапот на стручните здравствени работници, но каков е пристапот и погледот на она што треба да се направи, каде треба да се обратите кога станува збор за пациентите? Дали тие се навикнати на овој мултидисциплинарен пристап? Па можем да кажем дека до пред некоја година беше поголем проблем еден пациент да го испратиме на повеќе места, бидејќи тоа на некој начин и преоптоварување за него. Генерално сите сакаат да отидам на едно место, да ги завршам сите работи и да го решам проблемот, но едноставно не е можно тоа. Така, апсолутно. Знаете како велат, поскапо плаќа оној кој плаќа поевтино. Па затоа и така секој пациент кога ќе отиде само на едно место и на крај ќе види дека нема резултат, односно нема бенефит од тој третман, повторно се решава за тоа дека е потребен мултидисциплинарен пристап, односно се посетат повеќе стручни лица. Сега би сакала, бидејќи немаме време да се осврнеме на сите теми за кои што ги излагаа говорниците нели на овој конгрес, би сакала да се осврнеме малку повеќе на темата која што вие ја обработивте. Станува збор за пелтечењето, современа дијагностика и третман. Па ајде малку се надеваме дека ќе успееме да им дадеме повеќе информации на нашите гледачи, првенствено за тоа што е пелтечење и секако како се манифестира. Пелтечењето или попознато во народот како дткање, состојба која до пред некој време се велеше дека е само говорен проблем, но свесни сме дека лицата кои што пелтечат, односно дткаат, немаат само говорен проблем, туку имаат и психолошки проблем, бидејќи кога не имаме проблем со говорот, се настануваат... Ете ја поврзаноста и тој мултидисциплинарен пристап кој што е потребен, нели? Апсолутно. Затоа значи секогаш треба покрај логопед да биде во самиот требан вклучен психолог, бидејќи кога некој има проблем со говорот, подоцна се јавува срам од говорење. Тој срам од говорење создава страв дека следниот пат говорењето ќе биде полош и тоа буквално... И ја влошува состојбата генерално. Не само што ја влошува, туку тоа е еден затворен круг од кој што просто не може да излезе лицето кое пелтечи, па затоа целта се подигне свеста за тој адекватен третман, за адекватна дијагностика, односно каде и како може да се јават овие лица за да побараат помош. Она кое што е најчесто прашање поставувано е кои се причините за појавата на пелтечењето. Тоа луѓето најмногу ги мачи и ги интересира.
Иако можеме да слушаме од повозрасните лица, нели, наши баби, дедовци и така натаму, дека некое дете доживеало страв како помало и потоа се јавило пелтечење. Денеска имаат сосема други теории кои што покажува дека пелтечењето има невробиолошка основа, односно тоа на некој начин пациентот го носи по некои други фактори, односно психолошки, стресогени, фактори на околината, лингвистички фактори, невромускулни и така натаму, се предизвикува и на крај тоа се појавува во говорот на самиот пациент. Дали е точен податокот кој што го прочитав дека пелтачењето почесто се јавува кај машките деца, за порана возраст говорим, отколку кај женските, и зошто е тоа така, ако е така? Па може да се каже дека тоа е така, но затоа што нели има некои теории на интернет, најчесто може да прочитаме дека машките деца побавно созреваат, па поради тоа имаат и не толку стабилна говорна јазична основа, но она што ни го покажуваат сега праксата и секојдневната пракса и работа со децата, дека веќе можеби машките и женските деца се буквално еднакви кога станува збор за пелтечењето. Односно, има еден таков наплив на проблеми во говорот и јазикот, каде што можеби веќе секое трето дете се соочува со некој од овие говорно-јазични проблеми. И пред да проговориме за современите третмани и диагностика, дали можеме да направиме една споредба? Колкава беше бројката на деца кои што имаат проблеми со пелтечење пред извесен период на години и резултатите од ова денешно модерно динамично живење? Дали имаме пораст или намалување? За жал во Македонија нема статистика која може да покаже кој дете од кој вид на говорни проблеми, односно колку се тие застапени кај нас, но она што според ние што се водиме, нели, светски истражувања и секојдневната пракса, може да се каже дека порастот на овие состојби е не само дуплиран, туку и многу повеќе од дуплиран во однос од пред 10-20 години, иако да, тука има влијание модерната технологија, но постојат и многу други фактори, меѓу кои што се идиопатски, односно непознати, кои што ги иницират и предизвикуваат овие состојби. И сега, кога зборуваме за современа диагностика и третман, дали сме отишле на едно повисоко ниво во третманот, пред се диагностиката и третманот, затоа што се сеќавам пред, да речеме, 20-30 години, на проблемот со пелтечењето се пристапуваше со некои хипнотички методи и се надеваа луѓето дека на тој начин ќе може, нели, да се надмине овој проблем. Знаете како велат, светото станува на младите, од друга страна ние сме тие кои што како млади лица треба да донесеме нови техники од странство во нашата земја, кои ќе ги распостраниме и ќе овозможиме еден поквалитетен третман и начин на живот. Точно така, порано за пелтечењето не се говорело, како и за многу други психијатриски состојби и говорни состојби, односно тоа биле табу тема, но благодарение на нас, стручните лица и вас, медиумите, со тоа што имаме соработка, нели јавно говориме за проблемот, свеста се подкрева, со самото тоа се подобруваат сите услови за подобар поквалитетен живот и подобар и поквалитетен третман за овие лица. Е сега, кога станува збор за третманот, можеме ли да дадеме некој објаснување? Гледачите сигурно ќе ги интересира. Сигурно имаат луѓе кои што се соочуваат со вакви проблеми, а се уште не навлегле во проблематиката и решавањето. За какви третмани станува збор и како најпрвин треба да се почне со диагностика за да се дојде и до соодветен третман и конечно некакво решавање на проблемот? Најпрво е многу важно да се забележи проблемот и проблемот да се признат страна на семејствата и родителите, тие да се јават најпрво, најчесто се јавуваат кај својот педијатар, односно матичен лекар, кој што треба прв да детектира дека има некаков проблем, но се повеќе нели некои од родителите директно се обраќаат по свој инсистирање или пак закажуваат во приватни институции, каде што е логопед, дефектолог, психијатар и така натаму. Лицето кое што е стручно за својата област треба да го диагностицира проблемот на тој начин што те примени и на добра обсервација врз база на своето искуство, сознанија и знаења кои што ги поседува, потоа да вклучи одредени тестови, дополнителни испитувања, а кога се сомнева дека има и некој друг проблем кој што меѓу другото ја предизвикува оваа состојба или последователно се јавува на истата, повторно што кажав на почетокот на емисијата, треба да побара мултидисциплинарен пристап, односно да го испрати кај други лица и на крајот сите да дадат свое мислење за како понатаму би се одвивале третманите. Кога говориме за резултатите од третманите, има ли резултати, има ли подобрување на состојбата од ваше искуство?
велат дека нема подобрување само ако ништо не се превземе. Од мојата пракса можам да кажем дека најголемиот дел од децата, нормално зависно од самата тежина на состојбата, има одлични резултати при тоа што возможуваме еден добар живот, квалитетно функционирање за овие деца, за овие пациенти, а меѓу другото и за нивните родители. Па затоа еден апел да сите родители и си нивни семејства нели да се јават на логопед, да побараат стручна помош, бидејќи само доколку побараме помош, можеме истата да добиеме. Тоа ќе биде и вашиот апел за крајот на вашето гостување. Јас уште еднаш ќе потврдам пораката која што денеска ја испраќаме. За било кој здравствен проблем не треба да се срамиме и никој здравствен проблем не треба да биде табу тема. Треба отворено да говориме за него и отворено да дознаваме што е можда повеќе информации. На тој начин ќе успееме и поуспешно да го решиме проблемот. Ви благодарам многу за гостувањето. И благодарам и вам.